Министрите за здравство и за труд и социјала Венко Филипче и Мила Царовска најавија дека Кочани ќе биде првиот град во државава каде ќе стартува мултисекторски проект од социјално-здравствен карактер. Заеднички тимови на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика ќе бидат на терен за да ја подобрат патронажната служба и домашната посета во руралните средини. Моделот кој што сакаме да го имплементираме и кој што денеска го разговаравме заедно со градоначалникот и Министерката за труд и социјална политика е токму модел кој што ќе овозможи здравствена заштита за граѓаните и за пациентите во руралните средини, кај што воопшто нема здравствени работници, ниту пак гледаме дека има некој заинтересиран да работи таков тип на здравствена заштита во тие средини. Станува збор за мобилни патронажни сервиси и сервиси на домашна посета, нешто што е модел кој што веќе постои во развиените европски земји и кој што е докажан модел дека значајно го подобрува пристапот кон здравствената заштита и го олеснува истиот, како и тоа да го подига квалитетот на здравствена заштита за граѓаните кои што во овој момент немаат апсолутно никаква форма на здравствена заштита во средините во кои што живеат и затоа се приморани или да одат во други места или да дојдат во регионалните центри. Сметаме дека овој модел кој што како пилот ќе го имплементираме токму тука во Кочани, ќе биде нешто што ќе го имплементираме понатаму во целата наша држава. Ќе повторам, станува збор за модели кои што покажале исклучително голема ефикасност во развиени европски земји. На средбата разговарани за воведување на моделот на мобилна аптека со директорот на Кочанската здравствена установа доктор Александар Серафимов. Се разгледувани потребите од дополнување на медицинска опрема врз основа на што ќе се воведат и нови методи што ќе им бидат достапни на сите граѓани на овој регион. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев во изминатиот период организираше повеќе донации за Кочанската болница, 280 медицински униформи, камион со медицински помагала, опреми и апарати, нагласувајќи дека морална должност на локалната самоуправа и да се грижи за подобрување на состојбите во здравството, за што се прават континуирани напори.